каниме на уште еден разговор. Со Цеца се радуваме со оглед на тоа дека и таа и јас заверувам дека и вие ќе се пронајдете во тоа голема љубов и можеби тоа катарзично поврзување со природата и сите културни диверзитети кои што ги носи градот Крушево. Зоран и Ленора некако со нас ја започна темата што се вели зад камери. Убаво ќе биде секако да го слушате разговорот, ама и да го дадеме френетичниот аплауз за Крушево дека е во престижната група на топ 100 приказни за зелени дестинации или Green Destination во светот, односно глобално признание за одржлив туризам. Кусо може да ги погледнеме, колеги, инсертите, чисто да дадеме вовето уште еднаш за оние кои што сега се вклучувате на Телма. На свечена церемонија во Монпелје, може би го прочитавте насловот пред само неколку денови, Франција, Крушево се стекна со поточно Монпелје во Франција, Крушево се стекна со престижното глобално признание топ 100 приказни за зелени дестинации, влегувајќи во групата на светски дестинации кои што се препознаени токму по развојот на одржливиот туризам како главен двигател на локалниот економски развој. Ако не ја прочитавте таа информација, тоа би сакал да го споменеме како куриозитет, дека истовремено признанието представа моќна алатка за меѓународна промоција и маркетинг, стекната во конкуренција со дестинации од 33 земји ширум светот. И долго време се позиционира, тоа го говоревме и зад камери, Крушево можеби како еден водечки хаб на авантуристички туризам со посебен акцент на параглайдингот, природните услови, надморска височина, термални струи кои што го прават едно од најубавите места во светот. Гледајќи ги овие снимки од дрон, од птичја перспектива, секој пат се фасцинираме и сваќаме дека Македонија изобилува со културни и природни диверзитети. Инаку на конференцијата во Монпелје во фокус биле глобалните трендови во туризмот, каде се поголем акцент се става на зголемена одржливост, автентичност, локално искуство, климатска отпорност, зелени сертификати и усогласено со новите еколошки регулативи на Европската Унија. Така што Зоран Тодоровски, експерт за одржлив туризам во швајцарската програма ИМЕ, сте ни биле, добродојавте повторно во нашата утринска антелма, долги години не сме се виделе, а за прв пат ќе кажеме и добро утро на Ленора Ташковска-Крстевска, која што е собственик на еден убав прекрасен бизнес за кој што ќе раскаже како транзицијата од еден во друг град, па и од нашето Скопје те доведе повторно во твојот роден крај, каде што му даваш посебна магија и пулсега на градот, и како вистински треба да го следиме примерот, можеби на примерот твој, за да направиме на децентрализација, тоа го кажавме со Цеце утринава, и да дадеме посебен акцент на другите култури и делови од Македонија. Ке го поздравиме за скоро и Александар Донев од Македонија, кој што ќе ни се јави од Сан Франциско. И како вели Зоран, тој е еден од главната алка за сето ова за кое што ние утрово ќе зборуваме. Да ве посакаме добро утро, добре ни дојдовте во нашата емисија. Добре ве најдовте. Ова листови се сите прашања за вас. И да упатиме честитки. Да, да упатиме честитки. Навистина од срце се израдувавме кога слушнавме за Крушево, за нашиот бисер, дефинитивно, кој што сосема заслужено се најде на оваа листа. Но каков беше патот? Не знам од каде да стартуваме, можеби со Зоран, за да ја раскажеме нели траекторијата, бидејќи како ни рековте 12 години работа е зад вас, за да Крушево денес може да се пофали дека е на таа листа на зелени дестинации, иако допрва има уште многу работа. А инаку сакав да ја прашам Зоран на почетокот покрај ова Цеце што го спомена, бидејќи често пати знаеме да кажеме дека Куманово се нарекува градот на душа. Дали оваа можеби човечка димензија придонесе? Куманово или Крушево се зашо зборува? Пардон, Крушево. Добро. Се нарекува градот со душа, па велам дали можеби и ова човечка особина димензија придонесе покрај сите убави природни диверзитети културни да ја добие титулата и секако признанието. Добро утро. Добре дојдов. Благодарам на одличниот вовет. Колку време имаме, само кажете? 30 минути. Ова е време сега ваши за Крушево. Да, бидејќи навистина нашето присуство на ИМЕ програмата за зголемување на пазарната вработливост е веќе 12 години во дестинацијата. Ние работиме и во други дестинации, не само во Крушево. Поддржани сме од Швајцарската агенција за развој, значи станува збор за поддршка на Швајцарската конфедерација преку амбасадата. И работиме освен во туризмот, работиме и во земјоделие, само за да имаат гледачите чувство каде све нашата програма е присутна. 2014 ја почнавме програмата. Крушево беше евалуирано, што се вели, дека има потенцијал да развива туризам поинаков од оно што најчесто се врзуваше за нашата земја. Значи, нашиот фокус е активниот туризам. При тоа активниот туризам заснован на принципите на одржливост,
Тоа се принципите кои UNWTO, значи светската организација за туризам ги воспостави негде во почетокот на 2015-16. Со Крушево сме работеле на различни нивоа. Значи, кога збориме за развивање на дестинација, сега вака теоретски делува, меѓутоа се работи на неколку нивоа. Се работи со општината, каде што со општината се работи на зголемување на нејзиниот капацитет да овозможи да приватниот бизнис се развие, бидејќи тие се всушност креатори на тоа опружување, и истовремено работиме и со бизнисите. Вклучувајќи и Елеонора. Вклучувајќи и Елеонора. Главна предпоставка е како да ги вмрежиме сите тие чинители во дестинацијата, за да на крај добиеме производ кој ќе биде пазарно ориентиран. Тоа е и ќе биде на таа убава зелена мапа. Многу комплексна работа. Почнавме со параглайдингот и во воведот вие убаво го нотиравте тоа. Параглайдингот е клучниот USP, елемент кој ги атрактира туристите во земјата, меѓутоа и импонира, вистина импонира. Меѓутоа, за да се дојде на тоа ниво, се направи доста. Значи, една од нашите така наречени интервенции беше всушност да овозможиме инфраструктура доволно добра за да може параглайдингот да расте. Што значи тоа? Тоа значи дека треба да го направите полетувалиштето согласно определени стандарди, за да може да се одржуваат надпревари од типот на светско првенство. Така, европски, вие сите знаеме, куповите се одржуваат во Крушево и така натаму. Значи имаше многу работа позади сцена. За да го ставите во легални рамки, треба да се изработи урбанистички план, треба да се направат градежни дозволи, за да може општината подоцна да инвестира во таа инфраструктура. Сега имате убав паркинг, ако одете горе имате паркинг. Така. Осветлен е пристапот. За тоа треба многу работа. Ние тогаш работевме со стручните служби на општината повеќе од 2 години за да го искреираме сето тоа. Паралелно со тој процес кој е доста административен, многу значаен за општината, работиме и со бизнисите. Со бизнисите креираме производи кои се пазарно ориентирани. Што значи тоа? Значи унапредување на safety management системите. Така. Активниот туризам предпоставува сигурност. Мора. Безбедноста е на прво ниво. Без safety никој нема да полета, така или така натаму. Истовремено работиме на унапредување на нивната опрема која овозможува подобар производ. Електрични велосипеди. Зошто? Зашто се обидуваме да диверзифицираме, да не остане Крушево само на еден производ. Така е. Знаете какви се сега динамични пазарите. Веќе не можете се бара адреналин повеќе. Апсолутно, апсолутно. Влагате во дестинацијата и се обидувате да ставите повеќе активност. Почнувајќи како турист, влегувате во еден град, во една земја и веднаш правите to-do листа, односно што сакам да направам сега се. Веројатно што велите и зад камери, Крушево го имаше најголемиот потенцијал, можеби како програма име, нели што велите, за да еве како кажавте вие, не само нели европскиот пат Е75, туку и неколку дестинации, како рековте, Маврови и така натаму, ама во сите овие 12 години верите дека Крушево ги имаше сите овие можеби ги има и вело, значи потенцијалот, признаниево што е добиено е всушност и признание за потенцијалот. Потенцијалот е препознаен, значи препознаен во сите три елемента, препознаен е на ниво на однос кон околината, заштита на човековата, однос кон културата, традициите на самата заедница и на крајот креирањето на доволно профит или економски вредности за самата заедница. Сите три пилари се пилари на одржливост. Кога можела глобална заедница да препознае дека имаме таков потенцијал, останува сега да нас да го искористиме тој потенцијал и да го градиме во годиниве што следуваат. Ќе ни раскаже веројатно Александар што потенцијалот е секако огромен и што понатака ќе донесе ова титула за зелена дестинација за Крушево. Ќе ја вклучиме и Леонора да ни го сподели незиното искуство, затоа што ние пред малку велиме, вие веќе се занимавате со туризам генерално, но туризам во Крушево има во сите 4 годишни времиња. Што го прави различно од сите останати градови. Еден од потенцијалите всушност на градот. Како низ годиниве
гледате на туризмот, имаме ли подобрување и расте ли тоа поле, заради тоа што велиме да, не е Крушево атрактивно само во зима, туку е атрактивно во било кој период од годината заради сите овие работи кои што ги нудите. Точно, добро утро и од мене. Ви благодарам и на поканата. Да, секако дека има подобрување, бидејќи Крушево е туристичко место кое сите го знаат одамна, нели? Меѓутоа, разликата е тоа што порано туристите доаѓаа во Крушево само за зимски туризам. Или конкретно, можеби, да се посети Македониумот и така натаму. Или за историски туризам, точно. Меѓутоа, низ годините, со сите овие промени, сите овие работи што се случуваат во Крушево и сите овие активности на кои што работат, сега моментално Крушево е препознаено како топ дестинација за параглайдинг, дестинација за планински велосипедизам. Имаме ние многу активности со кои што може да се пофалиме и секогаш го потенцирам истото дека Крушево е единствената дестинација во Македонија која што работи 4 годишни времења. Значи, ние работиме активно во текот на целата година. И во овој процес, како бизниси, сме вклучени приватни сместувачки капацитети, хотели од Крушево, имаме ресторан кој што е вклучен и исто така и конјички клуб. Што значи имаме од секој сегмент по нешто и од кога ќе се комплетира овој процес, ќе биде уште подобро и уште поголеми потенцијали ќе се отворат за Крушево и за туристите да можат да добиваат што можно поголема понуда. Имаме ли странски туристи или некоја паралела да направиме од странските со домашните? Претежно да. Ние преку лето работиме претежно со странски туристи. Да, бидејќи сите тие првенства параглайдинг, змајарство се одвиваат од мај месец до крајот на септември месец, бидејќи тогаш временските услови налагаат воздушните струи да, точно. Крушево е една од топ 3 дестинации со најдобри полетувалишта во целиот свет. Значи, не знам дали го имате ова како... Неколку пати сме го нотирале тоа. Мене затоа што ме интересира мала дигресија. Од кога започнува тоа во Крушево со параглайдингот и со змејарството? Зоки за тоа по-конкретно ќе ви кажа. Мислам дека повеќе, да, има негде можда 13-14 години. Повеќе, па ние сме 12 години во дестинацијата, би рекол уште едно добри 5-6 години претходно. Значи речиси 2 децении веќе сме. Да, затоа и спомнав, не се развива дестинацијата така лесно, бара време и ова што работа. Да. Интересна е приказната, да споделиме дека со семејството Леонора практично, како рековте, сте 10 на години во Охрид. Па да, ние не живеевме цело време во Крушево. Јас заминав на факултет во Охрид, па со мојот сопруг таму живеевме 10 години, работевме таму, па заминавме во Скопје. Исто со туризам се бавевте? Не, во банкарство. Сосема друг сектор, добро. Сосем друг сектор, да, меѓутоа сега се вратив сега. Не е сега, од 2020 година сме вратени во Крушево и функционираме исклучиво со туризам. Тоа е веројатно таа промена пандемиска. Па не беше баш пандемиска, тоа беше повеќе моја лична желба да се остварам приватно во полето на туризмот и ми се оствари таа желба и сега претпоставам дека беше повик од натре. Да се вратам во моето Крушево и да направам нешто што можам секогаш ние и крушевчани сме така малце и секогаш емотивно врзани со нашето родно место, бидејќи Крушево, како што кажавте, е град со душа. И каде и да одиме секогаш не недостига Крушево. Така да ова беше, мислам дека најправилна одлука што сме ја донеле. Александар веќе не на линија, меѓутоа само едно прашање, па ќе ни се побрзе токму од Сан Франциско. Околу зелената сертификација, би сакал само тоа да го споменеме, за Good Travel сертификатот, тоа се нели тие зелени практики и улогата на приватниот сектор. Како го дознавте тоа, да речеме, да го објасниме што значи Good Travel Seal и што ве мотивираше да го започнете процесот на добивање на оваа зелена сертификација? Тоа е некој природен процес на развивање на дестинацијата. Сега, дестинацијата во главном се развива низ 3 големи пилари, да. Едниот е ова што го правиме мрежувања, значи комплексен е туризмот, бара мрежување. Упатени се чинителите еден на друг. Хотелот со ресторанот со туристичкиот водич и така натаму. Како е на верига тоа? Тоа е она што го работиме. А вториот се разбира е пилар, креирање на доволно добар контент кој може да се продава
И третиот е воспоставување на принципите на одржлив туризам. Тоа се вака трите основни пилари. Ние дојдовме во фаза кога можеме да разговараме за воспоставување на тие принципи. Бараше време, меѓутоа еве влеговме и во таа фаза на развој на дестинацијата. Природно и очекувано е да тоа дојде кога развиваш дестинација од овој тип. Не можете веќе на она што е глобално да излезете без одржливост. Таа се појавува во сите три елемента, и на planet, people и profit. Тоа е. Ако сакаме да бидеме, мораме тоа да направиме. А тоа предпоставува еден долг процес на промени. Затоа велам колку време имаме да дискутираме. Слободно имаме. Процесот на промени е процесот кој предпоставува промена на однесување. Ние треба да дојдеме на таква една фаза кога дестинацијата полека и сигурно ќе воспоставува нови односи во своето однесување кон природата, кон културната заедница, кон економскијата приказка. Така да име програмата во таа фаза од 12 години некако почувствува дека сега дестинацијата е подготвена полека да влага и во тие принципи на одржливост. Прекрасно. Да го поздравиме сега сите заедно во студио. Друга временска зона, Тамо така што некаде добро вечер ноќ. ќе кажеме за Александар Донев од Македонија. Така што Александар, драго ми е, не сме се виделе вака физички во студио години, меѓутоа многу ни е драго што утрово не се јавуваш од Сан Франциско, од Соединените Американски држави. Голем поздрав ќе упатиме, се надам дека добро не слушаш. Упатуваме голем поздрав и секако честитки уште еднаш за темата. Ќе ни дадеш еден мал осврт можеби на ова признание и што значи ова не само за Крушево, туку и за Македонија и за целиот туристички сектор. Да, здраво на сите. Мислам дека ве слушам убаво. Одлично. Баш ми е драго што ве гледам пак. Да се извинувам дека кај нас е веќе полноќ, така да не сум толку свеж како што сте вие. Без грижи. Одлично изгледаш. Ти благодариме за тоа што одвојуваш време. Да, имено. Да ни се вклучиш. Да. Фала. И само да од Лос Анџелес моментално, не сум Сан добро. Франциско, така да малце потопло, не е толку ладно како горе. Мислам дека супер гости имате и Елеонора и Зоки убаво објасни која е основата и зашто може да дискутираме сега за вакво нешто поврзано со Крушево. Ова не е нешто што се случува преку ноќ и е процес кој што бара доста посветеност, партнерство и континуирана работа. И она што кажа, што сметам дека исто многу битно е, што ова е еднината на туризмот. Така да, за да искочите на светските пазари, за да бидете приметени, веќе на големо се дискутира и се разговара и се развива и се вреднува, нели, односот кој што одредена дестинација и одреден бизнис го има кон животната средина, кон локалната заедница и слично. Ние преку Македонија, која што основана 2014 година, исто време кога се слушна дека име програмата започнала да се работа кај нас, е токму со основана со оваа намера и во последните неколку години сме и представници на Green Destinations и на Travel Life, кои што се Green Destinations. Само се ова сад надам дека добро. Дали е се окей, Александар, дали не слушаш? Да, со мала пречка, меѓутоа слободно може да продолжиш. Чинам дека дека се стабилизира линијата. Повели. Да, ја мислам дека се е окей, ако се слушаме да продолжиме. Да, слободно. Така да, со Green Destinations е глобална организација која што работи и помага на дестинациите да управуваат, мерат и унапредуваат одржливи практики во туризмот. И работи со различни сертификацијски програми. Една од тие програми е Top 100 приказните. Александар, имаме некој Може би да е со линијата Ајде вака, ако не слушаш, може да ни кажеш дали имаме некои други вакви светски примери кои што може да ги споделиме како пример, нели, на луѓето да им стане појасно за какви зелени дестинации зборуваме и дали друго место од нашата Македонија има потенцијал во иднина да исто се најде на оваа престижна листа. Ако не Само слуша... дали ме слушате сега убаво? Да, сега е во ред.
Да. Вака, значи, оваа програма е за успешни приказни за развој на одржлив туризам во одредени дестинации. Има многу примери во светот кои што имаат различни практики и една од целите на оваа програма е да се промовираат, да се даде внимание на овие дестинации кои што го практикуваат ова и кои што го развиваат одржлив туризам и одговорно искористување на ресурсите во една дестинација. Така да има многу примери на светско ниво. Сега мислам да не набројуваме тука, мислам генерално како дестинација ќе спомнам Швајцарија, која што има многу одлична sustainability, тоа одлична национална програма. Така да. За стабилност. Ќе спомнам Словенија, која што имаат исто Словенија Green, која што исто национална програма, да. Кој што е многу успешен и е многу препознаен во светски рамки. Знаеме за Словенија дека, мислам дека во претходните 5 или 6 години на глобално ниво е избрана за најзелена држава во светот. Така да пристапот колку што е, нели, треба да дојде од самата дестинација, би рекол дека многу е важно и круцијално препознавањето и на национално ниво, така да треба и на национално ниво да се работи, за да може да се помогне и да се развијат овие практики во повеќе дестинации, затоа што кога изолиран случајот има успех апсолутно за одредена дестинација, меѓутоа кога има вмрежување и кога се работи на овие практики на национално ниво и во повеќе дестинации, секако резултатите се многу поголеми. Она што вие претходно го спомнавте, нели, за привлекување на туристи, јас чисто само би, како факт би напоменал дека секоја дестинација се бори да привлече што по квалитетни туристи, по едуцирани туристи, туристи кои што се повредни за локалната заедница. Овој тип на туристи кои што Крушево во овој контекст ги привлекува и работи за да ги привлече се повеќе, се многу повредни за локалната заедница. И само мала статистика да споделам дека споредбата на еден ваков турист, така, начинот на кој што ги троши своите средства кога патува, високи 74 до 75% остануваат во локалната заедница. Во споредба со малце по-мејнстрим концептот на туризам кој што го имаме и кој што ние како генерално како држава некако слепо го следиме, се околу 10%. И тука нема ни да навлегувам ни тоа колкави се средствата што ги трошат тој тип на туристи. Така да кога збориме за привлекување на квалитетни туристи, треба да пробаме да се тргнеме од оној концепт на колку ноќевање ние имаме. Најчесто ние го сметаме некаков успех или мерливост во тоа колку е успешна сезоната или успешен хотелот, и треба малку да дискутираме за колку тие туристи се вредни за локалната заедница, нашата економија, и нели колку се одговорни и каков е еколошкиот оттисок, fingerprint што они го оставаат кога ќе дојдат на нашиве места. И Цеца, одговор на вториот дел од твоето прашање, ако се уште се слушаме добро. И баш чекам да ми кажеш. Да, ние имаме работено и со други дестинации, не многу, меѓутоа неколку дестинации од Македонија, а меѓутоа активно работиме затоа што преку нашата Balkan Green мрежа, која што основавме со нашите, сме коосновачи на регионално ниво, со нашите партнери од Словенија, Хрватска, Црна Гора и Албанија, работиме на ниво на Балкан и има доста дестинации кои што, не само дестинации, кои држави кои што на национално ниво веќе овој концепт активно го вклучуваат. Јас би рекол дека кај нас има многу дестинации, бизниси кои што многу од овие практики веќе ги автентично ги користат и природно ги имаат во својот бизнис или во својата дестинација, меѓутоа многу голем аспект од она што ние го работиме е како тие да бидат препознаени, вреднувани и комуницирани, за да може да стигнат до
потенцијалните таргетирани пазари. Така да, јас би, мислам дека ние имаме многу добри дестинации кои што имаат одлични капацитети и можности за развој, меѓутоа, она што е важно е она што Зоки напомена, е дека мора стратешки, долгорочно да се развива одржливоста во одредена дестинација. Тука нема брза слава, нема нешто кое што ние како менталитет сме навикнати преку ноќ успех. Тоа едноставно е невозможно. Одржливиот туризам и одржливите практики носат големи придобивки и за локалната заедница, и за економијата, и за животната средина, меѓутоа холистичкиот пристап е најбитен и да кажем заложбата на долг рок за нешто да се развие. Александар, уште малку би те задржале за они кои што можеби се прашуваат што значи сега, нели, самиот символ или Green Destination, зелени дестинации. Кои се тие основни принципи и што значи самата стандардизација? Кои светски примери треба да ги следиме? Можеби, нели, се провлекува некои терминологии тука, меѓутоа чисто да го објасниме поимот и признанието за да се најде Крушево на оваа убава зелена мапа. Да, па јас би рекол дека основни принципи генерално се заснуваат на зачувување на природното и културно наследство, за паметно користење и одговорно користење на ресурсите и транспарентно управување со дестинацијата или со одреден бизнис. Постојат, она што е битно и круцијално во овој процес е дека постојат јасно дефинирани критериуми и мерила според кои се оценува напредокот на секоја дестинација или одреден бизнис, со што се обезбедува и објективност, и континуирано подобрување, и целиот тој процес е нормално препознат и стандардизиран на глобално ниво од GSTC, Global Sustainable Tourism Council, и ме разбират, мислам, збориме за докази. Значи, не збориме затоа што во денешно време има многу greenwashing. И многу дестинации и бизниси го злоупотребуваат концептот на грин, одржливо работење и многу паушално се споменува во нивните промотивни наративи и слично. Употребата на тие зелени практики, да. Во таа насока се и новите промени во ЕУ регулативите кои што ќе бидат уште поригорозни во однос на оценувањето понатаму, меѓутоа кога збориме за сертификација не го кажувам како нешто што моментално оценува за каква е состојбата моментална, тоа се случува, меѓутоа повеќе како, да кажем, како мапа за тоа што одредена дестинација или одредени бизниси треба да направат за да бидат поодржливи и нормално сето тоа е evidence-based. Мислам, имаме докази за све тоа, како и што е направено. Она што од нашето искуство го гледаме и е многу битно е затоа што многу е едукативен целиот тој процес и најчесто кога одредени бизниси и дестинации се вклучуваат во процесот, многу надградува дестинацијата и нивното знаење во однос на тоа како они може да управуваат со својот бизнис, со својата дестинација и слично, и добиваат светски препознаен сертификат, значи добиваат препознавање кои што од едната страна они го заслужиле и поради нивната заложба и секогаш има, нели, следен чекор за да бидат подобри, а од друга страна тоа се вреднува и од, како што кажав, и од потенцијалните туристи и голем дел од целата, нели, од целиот овој процес е и промоцијата на бизнисите, промоцијата на дестинациите и нивната видливост на интернационално ниво. А она што ме праша за кои се дестинациите кои што би можеле да бидат инспирација за нас, ги спомнав, не знам, може се прекина, може не се слушнав. Да, Швајцарија, Словенија, да. Словенија и слично, бих сега спомнам. Меѓутоа, пак би напоменал нешто, пошто многу често добиваме ние, како да кажем,
реакциите се често, па сега ние не сме Швајцарија, па како ние не може да се споредуваме. Да, одма го минираме трудот и го ставаме тоа се во или помала рамка. Да, јас би кажал, ја баш би охрабрил затоа што она што ние го гледаме е дека многу голем дел од нашите бизниси во туристичкиот сектор се многу автентични, уникатни, микро и мали фамилиарни бизниси. И ние тамо треба да градиме уникатноста на нашиот на поддршката дополнително, да. Да. И тие бизниси во голем дел работат многу одржливо, меѓутоа, нели, може тоа подобро, така да јас би ги охрабрил и мислам дека имаме солидно ниво за да може да започнеме малце посериозно да размислуваме за следните чекори во овој процес што е маратон, не е трка, мислам, ова е процес и никогаш не можеме ние да бидеме 100% одржливи. И уште едно би додал битен факт е одржливоста не се мери дека ние треба Македонија да стигне или одреден бизнис или одредена дестинација од Македонија треба да биде на ниво на Швајцарија за да ние може да имаме сертификат некаков. Повеќе се вреднува во процесот на сертификација как се евалуира која е почетната ситуација, кога е од каде сме сега, каква е заложбата и како се развиваме ние понатаму, какви чекори сме превземани, какви резултати, колку сме ние истрајни во тој процес и слично. Така да сакам да го тргна малце тоа размислување на тоа дека ние не може да се споредуваме со тие дестинации, ние и како имаме што да понудиме, меѓутоа мора да бидеме свесни дека не можеме тоа да го правиме на, да кажем така, површно и треба малце по содржински, по стратешки и на долг рок да развиваме, да не кажем сега во контекстот надпартиски стратегии, значи нешто што знаеме ние дека за 5, 10, 15 години малце визионерски треба да наставиме. Мудро кажано, тоа е тоа. Мудро кажано. За да можеме да планираме што е добро за нас како дестинација туристичка и што е добро за нашата, за ние да се зачуваме нашата природна средина, нашата култура, нашата историја и што ќе биде добро за нашите сограѓани, за нашата локална заедница, нешто што нив ќе им вреди. Само на таков начин може да збориме за одржлив развој кој што може да допринесе за нешто подобро од ова што го имаме сега. Од се срце ќе ти заблагодариме за учеството, ќе ти посакаме добра ноќ, мирен сон, па се гледаме за скоро, се надеваме ли на посета во Скопје, Македонија. Еве дополнителна покана за некоја следна повторна прилика да си се вклучиме од твојот во моментот роден крај. Голем поздрав до семејството Александар и ти благодарам за убавиот вовет и приликата да ти имаме и барем на овој хибриден начин во студиото на Телма. Фала ви дечки, драго ми беше, поздрав до сите, супер сте и до следното видување. Поздрав Александар. Би сакал уште нешто да кажам за оние кои што можеби не ја прочита информацијата. Освен тоа што мора да се остане конзистентен, нели макотрпна е целата оваа можеби дестинација да се добие овој сертификат и признание. Крушево влегува на топ листата и тоа во светот заедно со туристички места од Соединетите американски држави, Чиле, Франција, Шведска, Словенија, Јапонија. Изборот го прави, подсетуваме, меѓународната организација Green Destination, која што ги поддржа местата за одржлив развој. И да се надоврзам, извинете. Слободно. Шведска има едно место кое е зелено сертифицирано и Македонија има едно место. А збориме за Шведска која што нели? Така да. Препознатлива е, навистина е сериозно и навистина е нешто што треба да се цени. Користејќи ги зелените практики, како што рече Александар, некои политики знаат и да го фингираат нештото, па да ги добијат нели овие сертификати или признанија, во овој случај тоа нели апсолутно ќе го елиминираме. Кога стана збор за вашиот бизнис, Леонора, кои зелени практики ги употребувате се со цел нели за да биде корисно? Дали тоа не знам управување со отпад, користење на сончева енергија и така натаму? Значи јас сум влезена во овој процес, односно ние со нашиот бизнис Конак Хилтоп Лодж енд Вила. Тоа е приватно сместување, приватен туристички капацитет кој што располага со 14 лежаи. Конак Хилтоп е изграден, тоест постоеше како зграда, како
апартмани ние го купивме и го реновиравме и тој е реновиран 2020 година и од тогаш веќе функционира под името Конак Хилтоп Лоџен Вила. Самиот капацитет кога се реновираше беше реновиран на многу одржлив начин, значи само одржливо да функционира. И тука беше препознаен и капацитетот на Конак Хилтоп. Значи, ние користевме веќе соларна енергија, затворен систем на грејење, подно грејење, значи сето тоа беше еден поврзан систем кој што функционира сам за себе, да речем. Сега, во текот на целиот процес ние научивме многу нови работи, што треба ние да подобриме во нашите практики и што треба да правиме за да го добиеме тој зелен сертификат. Многу од нив, како што кажав, ние веќе ги имплементиравме, соработката со нашите локални добавувачи, со сите тие производители на храна, производители на автентични крушевски производи. Сето тоа ние го имавме. Меѓутоа, со овој процес се засилува и се зголемува. Многу битно, што сакам да напоменам, е моментот со штедење на вода. Тоа е, например, во Македонија еден голем проблем на одржливост, посебно во туризмот. И тоа е еден цел процес што треба да се направи и еден апел до сите туристички капацитети, значи, ние веќе имаме ставено и флаери, налепници во нашиот туристички капацитет, дека мора да бидеме свесни за нашата околина, свесни за тоа колку трошиме. И природните ресурси, да. Да, колку ги користиме нашите природни ресурси и на кој начин ги користиме. Значи, свесни за нашата околина, за зелената околина околу нас, значи за шумата, за природата, да не се експлоатира, да не се злоупотребува и уствари најголемите придобивки од овој процес, пошто секогаш ќе ме прашат која е вашата придобивка од овој процес. Јас викам нашата придобивка пред се е зголемувањето на нашата свест за околината и свеста за одржливоста, бидејќи во странство ова е нешто што се имплементира и што е нормално. Во Македонија, како што кажа Донев, значи нашата свест е малце поинаква. Значи ова е релативно ново. Останатите локалци, слични бизниси на вас, дали тие се отворени за овие нови Може признанието принципи? потикна кај нив нешто. Ние како општо како бизниси во Крушево имаме доста солидна и добра соработка едни со други, доста сме отворени. Но дали се и тие отворени за применување на овие нови зелени практики? Да, што го спомнавме, извини што те прекинувам, паралелно процесот оди и со сертифицирање на 10 вакви чинители. Апропо твоето прашање. Паралелно, освен Леонора, уште 9 други се во процес на сертификација. И чекаме сертификатите, значи, го чекаме процесот да заврши. Тоа беше процес на, како што кажа Зоки, значи, прво се оценува самиот објект физички, имаме посета, дали ние ги исполнуваме примарните услови за да влеземе во тој процес. Доколку се одлучи дека ние ги исполнуваме условите, тогаш се пристапува кон нареден чекор на евалуација. Таа оди онлайн. Практично да ви објаснам, тоа е една платформа каде што ние се регистрираме како бизнис и имаме точки каде што треба ние да репортираме, да даваме наши извештај како ние работиме и како ние ги спроведуваме тие good practices. Добрите практики. Да, и уствари, кога се завршува тој процес, ние имаме точки каде што, пример, ќе ни ги прифатат тие добри практики, дали сметаат дека одговорот е окей, дали треба да се додаде нешто, да се додаде доказ, ние докази додаваме за нашата работа, значи тука нема greenwashing да се тоа што го спомени да се надоврзам на муабетот на Александар, да, овој процес е сосема транспарентен и сосема е покриен со докази и баш имавме дискусија пред да започне емисијата со Зоки дека во мојот конкретен процес на евалуација јас имав доста забелешки кои што морав во тек на една недела да ги коригирам, да дадам. Тоа сакам да прашам околу предизвиците и пречките како мал среден бизнис со кои што се соочивте. Дали тоа беа човечки ресурси, инфраструктура, можеби? Ние најчесто се соочуваме со недостиг на човечки ресурси, како и сегде во нашата земја. Значи,
Се враќа, има ли други примери како вас, Леонора, кои што се враќаат во Крушево? Има, да. Во последно доста повеќе отколку порано. Да. И од твоја генерација претпоставам дека пријатели другари. Да, има. Не можам да кажам дека нема. И мислам дека тоа ќе биде добар тренд во наредните години. Веројатно и наративот ќе се смени сега кога што бараш сега ти во Крушево, чекај да одиме во Крушево да направиме јас секогаш викам за некој една дестинација можеби е предизвик, а за друг е потенцијал. Кој како гледа на работите. Да. Марко ја спомена инфраструктурата, може ли околу тоа во смисла патот додека да се стигне до Крушево? Што е со таа траса или линија, дали можеби се жалат туристите? Именно вие кажавте, Зоран, да речеме сега до Мечкин камен, веќе нели просторот е доста уреден и проводен, да речеме. Тоа е окей, но ја прашувам сега до Крушево. Тоа е клучно прашање во туризмот е пристап до дестинација. Accessibility. Да. Како и може да е најдобра дестинација на светот, ако немате пристап. Меѓутоа може да прашањето е за некој за некој друго место, само но еве дали туристите се жалат на тоа или дали тоа го добивате како критика дека можда јас сум малце поупатена од ова пошто сум во директна комуникација со туристите, ради тоа што во порано можеби имавме повеќе поплаки, сега не, бидејќи еден дел од таа траса се санира. Се минува. Да, и плюс, како што знаете, еден дел од автопатот сега се скрати, нели? Имаме пократок пат од Скопје до Крушево, пошто сега најголемиот број на домашни туристи ни се од Скопје, нормално Скопје е најголем град. Од друга страна, сите странци што пристигнуваат на аеродром исто патуваат преку таа траса. Значи сега е окей. Порано имавме некои такви реперкузии, тешко е додека се стаса, ама секогаш нашиот одговор е да, може би е тешко, но вреди кога ќе стасате, ќе бидете многу задоволни. Тоа е поврзано поврзано и со кој тип на туристи. Значи збориме за ниш маркет, значи збориме за, еве да кажеме дека клучната генерација што ја носи во дестинацијата е параглайдингот. Параглайдингот е спремен да патува има многу потешки. Да, нема е проблем. Нема е проблем. Меѓутоа, олеснувањето кое се прави од Мечкин камен ја прави дестинацијата уште поподобна за посета. И сега замислите, идете да летате во Интерлакен. Интерлакен е среден, тоа е во Швајцарија, една од најпознатите дестинации за параглайдинг. Таму буквално све е средено. И сега истото тоа го добивате и во Крушево. Значи добиваме стандарди кои овозможуваат полесен пристап до дестинацијата. Некаде кон крајот на разговорот, знаевме дека нема да има нели крај, меѓутоа прашав на почетокот колку време има. Нека ќе ревидираме ние во сценаријата. И повеќе од предвиденото. Затоа што следната емисија, вака сега, однапред е ова што се случува со бизнисите. Значи 10 бизниси, ако биде се окей, кон крајот на месецов, се очекуваат уште 9-10 нови. Ќе добиеме нови сертификации, уште еден повод да се видиме за тој тип на во угостителскиот предпоставка. Ние сме во завршна фаза на тој поврзан процес на приватниот сектор. Јасно. Ова беше за дестинацијата, меѓутоа паралелно и бизнисите, да. Сакав да спомнам уште нешто, значи дека активно во Крушево се работи на селектирање на отпад. Тоа е многу битно да го спомнеме. Исто е во процесот на одржливост. Да, ние имаме општо како држава проблем со отпадот, меѓутоа, еве, нека започне промената од нас. Во Крушево бизнисите веќе активно селектираат отпад. Имаме некој првичен договор со Пакомак за селекција на стакло и селекција на пластика. Ке прашам дали ги имате веќе потребните? Да, имаме некои потребни ресурси кои што треба да се надградуваат во иднина и треба да биде тој процес малце поактивен. И ние ќе се насочиме сега максимално на тој процес во иднина за да биде секако што треба. Исто така имаме една организација во Крушево што морам да ја спомнам во процесов на одржливост, Empowering Крушево, на чело со мојата професорка Зорица Кузмановска, мора да ја поздравам бидејќи таа е еден од ретките борци во Крушево исто така што се борат како нас за промени. Тие работат активно на селектирање на отпад и правење на компост од органски отпад. Да, и наредната недела сме кај нив на гости во гимназијата за како бизниси, за да не едуцираат на таа тема, значи и нормално нашата соработка ќе се прошири со нив,
на ниво на општина и мислам Ете, за дека нас ќе идеја биде за- една добра. Ние вака размислуваме веднаш што може сега веќе следва да имаме. Затоа велам, ќе се видиме Ќе повторно. се видиме. очигледно. Сосема на крај, Повеќе. Зоран, за да се реплицира сето ова и во другите дестинации кои што ги имаме, а ги поседуваме доста, што ќе биде неопходно сега? Велите вие 12 години мако трпене, Александар се приклучи, Еленора тука мислам дека еклатантен пример за тоа, меѓутоа кои други дестинации, која е вашата визија можеби како име за следите 5 години? Логичко би било ако сега сме развиле пилот дестинацијата Имате која некаква така е. форма на знаење. Имаме бенчмарк. Така е. Вака треба да биде. Следно ниво е националното ниво. Треба да се работи сега на национално ниво. Овие стандарди кои веќе дестинацијата како таква ги прифатила, ги спроведува, дај да ги покачиме повисоко. Да зборуваме на национално ниво што може државава од сето ова што е направено да го подземе. Веќе имаме некои убави ветрови, да речеме светскиот ден на туризам, Министерството за култура и туризам го прослави, го одбележа во Крушево. Така. Тоа е добар Показател. знак. Дај да видиме како можеме сето тоа да го поставиме на национално ниво и сигурен сум, а и Александар спомна, има барем уште неколку дестинации кои го имаат потенцијалот. Смеам да прашам кој може сега во моментот е потенцијален следен на листа? Ние како име програма сме работеле низ целава држава, значи нема дестинација повеќе или помалку која не е допрена од туризма да не е била присутна во нашата програма овака или онака. Интересна е E75. E75. Тоа е мислам атрактивна мрежа, почнувајќи од Норвешка, Финска и нели. Интересна е затоа што еден добар дел од нашиот туристички обрт да го наречам проаѓа по E75. Сега треба да видиме доволно смарт да тој транзитен го ставиме на ниво на одржливи принципи. Така да, еве, имаме Демиркапија, Така? таму имаме качување на карпи, Да. имаме вински туризам, ги имаме убавите вирови на Вардар. Да не испадне сега ја промовирам дестинацијата, само нафрлам што би можело и како би можело да работиме на тој дел. За Источна Македонија веројатно ше 2 емисии ќе ни треба да отвориме Берово, Пекчево, така пијаничкиот крај. Факт е дека имаме потенцијал и голем апсолутно. и не радува ако продолжите со овој интензитет, ентузијазам и темпо да работите, а ние секако ќе ги отвориме нашите врати да се дружиме и во следни прилики за И убавите работи. домашните туристи секогаш го ценат домашниот потенцијал. Ние ќе дадеме се од себе за да направиме атрактивна дестинација и ги покануваме сите да дојдат во Крушево да се уверат во нашите добри практики и да видат што се работи. период од годината, многу важно. Честитки за упорноста, Фала. нешто слично како што некако ја споминавме и вашата професорка Зорица. Да. Така што тоа го бараме, Александар, ние вели сме, конзистентност, транспарентност, верба и љубов. И Да, поврзување упорни на луѓе стейкхолдери, сме. гледате, значи приватен Така е, бизнис приватните се врзува бизниси. со образование, образование се врзува со општина. Не можете без Ланчев. това. Секогаш исто така голема благодарност до општината, тие не можат да се од оправдани причини денес присутни. Голема благодарност секогаш се во рамките на овој процес наши поддржувачи и Ветар во грб, тие секогаш симултано работат со нас во овој процес и нормално благодарност до Министерство за туризам што го препознаа потенцијалот на Крушево како дестинација. И да се најдеме рамо дорма со други 33 дестинации. Беше вистина чест и импонираше баш да имаме денеска во Ви студио. благодариме на Благодариме. поканата. Се гледаме, рековме продолжение ќе правиме, ова се убави моменти за славење за аплауз.